Добар ден во првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Во него проследете ги настаните кои одбележаа изминатава недела. Следи кратка најава за дел од нив. Вчера во посета на Штип беше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Неговата посета се должеше на отварањето на новиот центар за аутизам. Ке се реши проблемот на 100 семејства од ромско население. Идната година ќе започне изградбата на колективниот стамбен објект наменет за штипските роми со нерешено стамбено прашање. Формирано Сдружение на производители на свињи и свинско месо. Сдружението Гицко ќе се бори против нелојалната конкуренција и ќе ги застапува интересите на сточарите од цела држава. Неделата зад нас почна празнично. Раѓањето на Пресвета Богородица е празник на општина Чешиново, Облешево. Со овој празник се означува стартот и на жетвената сезона на оризот. Општина Чешиново, Облешево по 11-ти пат го одбележа празникот на општината 21 септември. Најпрве советниците одржаа свечена седница на која беа истакнати реализираните проекти за период од една година, а беа доделени и награди и благодарници на учениците од основните училишта кои своија прво, второ и трето место на конкурсот за литературни творби кој беше објавен по повод празникот на општината. Потоа на нива во село Чифлик се одржа традиционалното рачно зажнејување на оризот, на кое присуствуваа голем број жители, а беше поставен и камен темелник на мала црквичка. Градоначалникот Костадин Личков им го честита празникот на сите жители од општината Чешиново, Облешево, со што меѓу другото истакна. Се надевам во оваа година ќе биде една година берикетна и сите земјоделци ќе бидат задоволни од својот берикет, со надеж дека подобро ќе оправдадат и ќе имат повеќе пари, со тоа што ќе има подобар живот и подобра социјална работа. Веќе сме на теренот со што ги реализираме дел од проектите. Проектите се преку руралната развој што добивме проекти, тоа е канализационната мрежа во самото место Чифлик каде што се наоѓаме сега. А во најскоро време треба да започне и со изграда на оваа мрежа. Понатаму правиме две улици во Теренци, веќе урбанистичките планови за населените места Облешево, Чифлик и Чешиново и неколку други проекти кои се во блиски дни ќе ги презентираме и тие проекти, со што општината Чешиново, Облешево станува бренд на овие простори и се надам дека и понатаму ќе продолжиме со проблемите на граѓаните и ќе ги оствараме нивните работи. Свеченоста продолжи со дефиле на фолклорните друштва од Македонија и странство, а во салата на основното училиште Никола Карев се одржа вечерен концерт на кој настапија фолклористи од Македонија, Бугарија, Молдавија, Литванија и Турција, кои се представија со своја програма. Отворен центарот за аутизам во Штип. Вчера во посета на Штип беше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Неговата посета се должеше на отворањето на новиот центар за аутизам, кој што веќе долг период представуваше проблем за родителите на деца со аутизам и слични диагнози. Меѓу другото, министерот направи увид и на центарот за социјални работи, кој моментално се реновира. Центар за аутизам денес се отвори во Штип. На отворањето присуствуваше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Со капацитет од 20 на деца со аутизам, колку ги има со ваква и слична диагноза во нашата и општина Карбинци, центарот со години го очекуваат семејствата со вакви деца во регионот. Центарот за аутизам во Штип е солидно опремен, но фали стручно едуциран кадар, велат родителите. Она што најмногу ги загрижува родителите и што денес му го придочија на министерот за труд е центарот за аутизам да не биде само еден вид градинка за децата, туку место каде овие деца ќе ги имаат сите предуслови за напредок. За центарот да биде вистински центар за аутизам мора да обучиме кадар. Значи АБА, Sunrise, значи мора. Сензорната соба исто за да се работи у неа мора да се обучи човек. Оти сензорна соба, како сензорна соба е ништо, доколку не се обуче професионалец. Така. Значи, замолувам ве, бидејќи моментално ќе биде само како една градинка. Нашите деца ќе се остават, кадарот што моментално е супер, задоволни сме од него, ама не се семокни, значи треба да се обучи тај кадар.
Ако не се обуче, џабе отварањето. Центарот за аутизам ќе функционира според светските стандарди кои даваат најголеми резултати во развивањето на способностите и талентите на децата со аутизам, изјави министерот Спасов. Стручниот тим ќе се обучува од страна на врвни едукатори за оваа проблематика. Програмата во интензивна комуникација сме со професорот Росоклија и со стручните луѓе на Колумбијан универзитетот. Планираме студиска посета во Република Македонија на најдобрите експерти за аутизмот во светот, кои што ќе обучат обучувачи, ќе сондираат состојбата во Република Македонија и потоа ќе помогнат во спроведување на процес на обука на лицата кои што работат во овие дневни центри за деца со аутизам, меѓутоа и воопшто на сите дневни центри. Напоредно на тоа работиме и на нов процес на воведување на нов процес на категоризација на децата со пречки. Вие родители сте и најдобро знаете. Сега процесот во Република Македонија годиниве наназад е медицински. Ова е голем напредок во третманот на децата со аутизам во Штип и Карбинци, изјави градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Благодарение на владата на Република Македонија која ни го преостави просторот на општината, благодарение на Министерството за труд и социјална политика и пред се на големите барања на самите родители, од денеска почнува да работи овој центар. Ова е втор центар во државата после Скопје. Јас се надам дека од денеска животот на овие деца ќе биде променет, ќе има олесен многу на родителите и верувам дека на крајниот ефект ќе биде многу позитивен за тие деца. Мило ми е што нашиот град не е заборавен. Практично и сите оние заложби на владата да се гради во цела држава не го заобиколуваат Штип. При денешната посета на Штип, министерот за труд и социјална политика го посети меѓуопштинскиот центар за социјални работи, кој е во фаза на целосно реновирање. Очекувам градежните активности да завршат за околу 15-20 дена, најмногу до месец, и овој објект кој што е стар повеќе од 50-60 години да има едни нови, модерни, современи услови за работа на вработените, на стручните работници, меѓутоа и за прием на граѓаните кои што ги остваруваат своите права и услуги од системот на социјална и детска заштита. Целосна реконструкција ќе има во 29 центри за социјални работи во државата, а целиот проект чини 120 милиони денари, средства од Светската банка и ИПА програмата на Европската унија. При вчерашната посета на министерот Спасов на новинарско прашање за проектот Македонија вработува, тој истакна дека досега над 1200 лица во неколку градови во Источна Македонија се вработиле преку проектот Македонија вработува. Континуирано се реализира владиниот проект Македонија вработува. Во рок од 5 месеци во неколку градови во Источна Македонија се имаат вработено над 1200 лица, што е задоволителна бројка, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Именно би сакал да истакнам дека овој проект навистина помага во голема мера за отворање на нови работни места и во источниот регион. Например, овде во Штип за 5 месеци преку проектот Македонија вработува отворени се вкупно 356 нови работни места. Во Кочани отворени се околу 380 нови работни места. Во Пробиштип и во Виница по околу 60 нови работни места. Во Свети Николе 100 нови вработувања преку проектот Македонија вработува. Ова значи над 1200 вработени во овие неколку градови кои што ги кажа во источниот регион. Значајно е да се истакне дека околу 4200 приватни компании ги имаат искористено поволностите и овој проект влијае за тие да отворат нови работни места и да вработат нови лица. Министерот Спасов истакна дека најголем дел од мерките преку проектот Македонија вработува го имаат искористено мали компании. Тоа се фирмите во кои што работат нашите пријатели и соседи, тоа се малите македонски компании во кои што ние секојдневно пазаруваме. Тоа се берберите, кројачите, и особено ме радува што во голема мера искориста нови проект од оние најмалите македонски компании. Во голема мера овој проект ќе им помогне за да го развијат својот бизнис, бидејќи кога имаат намалени трошоци за ангажирање на нови вработени, тоа влијае тие истите средства кои што ги планирале работодавачите за нов вработен да ги пренаменат за развој на сопствениот бизнис. Проектот продолжува да се реализира и понатаму, а досега на ниво на држава се имаат вработено околу 6440 лица, што дава резултати на намалувањето на невработеноста во Република Македонија.
Идната година ќе започне изградбата на колективниот стамбен објект наменет за штипските роми со нерешено стамбено прашање. Изградбата на објектот ќе биде заедничка обврска на локалната и централната власт. Министерот без ресор Неждет Мустафа во вторникот беше во посета на Штип. Министерот без ресор Неждет Мустафа денес беше во посета на Штип, при што оствари средба со градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. На средбата со градоначалникот, министерот Мустафа го најави проектот за изградба на нова зграда, која ќе е наменета за 100 семејства од ромска националност. Зградата ќе биде лоцирана во просториите на Черејна, во сегашните простори на Черејна. Тој е најадекватен простор каде што е меѓуромската заедница и простор каде што Черејна како невладина организација го нуди за локалната самоуправа без никакви финансиски услови, се во интерес на ромската заедница на овој град. Со зградата ќе стопанисува акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор преку Министерството за транспорт и врски. Мора да кажам дека се предвидени некаде околу 25 милиони евра заем од европските финансиски институции за стамбено изгражување на ранливи групи од ромска националност и гледаме да се вклучиме и да можеме таму да искористиме средства. Инаку ни се ќе каже дека Советот на општина Штип максимално се вложи околу измената на деталниот урбанистички план на тој локалитет, затоа што без измена на детален урбанистички план, без носење на нов дуб, таму не може да настане на таква инвестиција и една добра реализација. Захариев истакна дека покрај останатите во новата зграда ќе бидат сместени 40 ромски семејства кои се сместени во некогашните простории на нервното оделение, но и уште 5 семејства кои живеат на улица Партизанска, која подоцна ќе се уредува. Иако таму општината ги покрива сите трошоци околу вода, ѓубре, лекови даваме, покриваме електрична енергија, и лично мислам дека со тоа луѓе ќе добијат соодветни услови за живење. Ромите во нашиот град целосно се на некој начин задоволени како во прашање решавањето на основните нивни проблеми. А ние како локална самоуправа за сега мислам дека успешно излегуваме во представените барања. За наредниот период Захариев најави понатамошни интензивни инвестирања во населбите каде живее ромско население. Конкретно сите улици на Радански пат и Косовска и новиот дел кон Света Недела ќе бидат целосно асфалтирани и уредени со бекатон коцки, а ќе се инвестира и во културата и образованието. Еден од проектите поврзани со образованието и инклузија на ромските деца, кои изминативе 10 години се реализира во детската градинка Астибо. Годинава со проектот се опфатени 30 деца, од кои дел се сместени во клонот Сончогледи, кој денес го посети министерот Неждет Мустафа. За проектот појасни директорот на градинката Илија Митров. Инаку опфаќаат само дечиња на возраст во голема група, а тој од 5 до 6 години. Прекрасно се однесуваат сите, значи и вработените и дечињата одлично реагираат на совладувањето на вештините и сите образовни теми и цели. Немаме до сега никакви проблеми, значи затоа овој проект продолжува да се реализира и ќе се реализира. При посетата на градинката министерот доби пригоден подарок од дечињата. Министерот без ресор Неждет Мустафа ги посети асфалтираните улици и новиот плоштад на Радански пат. Повеќе пари за капитални инвестиции, зголемени пензии и социјални надоместоци. Ова се основните карактеристики на буџетот за 2016 година. Вкупните приходи во предлог буџетот се проектирани на близу 2,9 милиарди евра или 6% повеќе од оваа година. Пензиите и социјалната помош ќе се зголемат за 5%. Намалувањето на буџетскиот дефицит во 2016 година представува чекор во насока на реализација на фискалната стратегија за следниот среднорочен период, со која што се предвидува, почнувајќи од 2017 година, буџетскиот дефицит да се сведе на ниво под 3%, што ќе овозможи целосно стабилизирање на нивото на долгот и негово одржување на умерено ниво како што и впрочем е сега. Преку висок износ на капитални инвестиции да го помогнеме развојот на македонската економија, да ангажираме голем број на домашни фирми за изградба на разните инфраструктурни проекти, но и за производство на суровините и репроматеријалите што се потребни во тој процес. А од друга страна да обезбедиме стабилност, посебно за ранливите категории на граѓани и заштита на нивниот животен стандард преку соодветен пораст на средствата и што се наменети за пензионерите, за примателите на социјална помош.
Неделава Универзитетот Гоце Делчев организираше меѓународна научна конференција посветена на актуелните предизвици на образованието. Факултетот за образовни науки го одбележа дводеценискиот јубилеј. Колку и да се прави отпор кон секое ново нешто што е во суштината на човековото битие, да се остане во постојното, познатото, бидејќи ни е полагодно, сепак мора да се прифатат промените кон глобализацијските текови во сите области, па така и во образованието. Ова денес во рамки на меѓународната научна конференција го истакна професор доктор Сонја Петровска, декан на Факултетот за образовни науки. Таа додаде дека мора да се оди напред и да се развива. Еден од сегментите кон кои вклучените во образованието даваат отпор е информатичко-комуникацијската технологија во наставниот процес. Конкретно, за во училиштата. Ние се уште во државата немаме педагози кои што стриктно се занимаваат со на таа проблематика. Развивање на такви програми, педагогизација е потребна за да се имплементира информатиката во училиштата. Тоа секако се движиме напред, бидејќи има сега во последно време многу курсеви, обуки за наставници, реализирани од различни фондови, европски фондови, кои што придонесуваат да се развијат педагошките компетенции на наставниците во насока на примена на информатичката технологија. Друг предизвик во образованието е рушењето на јазичните бариери, посебно англискиот јазик кој е доминантен јазик кај нас, но и во европските земји. Уште една од бариерите кои ги спомна професор доктор Петровска е мобилноста на наставниците во светот. Бидејќи ние тежиме кон создавање на европски наставник, кој што ќе биде компетентен да работи не само во Република Македонија, туку и надвор од нашата држава. Иако за нашиот факултет можам да ви кажам дека имаме програми кои што се европски признати. Веќе имаме многу студенти дипломирани кои што работат во европските држави, и се вклучени во тој високообразовен училишен простор. На меѓународната научна конференција која на тема образованието во 21 век, состојби и перспективи ја организира Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев, присуствуваат учесници од 9 земји од Европа, кои во текот на денешниот и утрешниот ден на планираните сесии ќе ги споделат нивните искуства во однос на имплементацијата на болонскиот процес во високото образование, моделите на комуникација со практика за училиштата и секако градинките, бидејќи образовниот процес почнува токму од градинките. Во Штип се формираше Сдружение на производители на свињи и свинско месо. Сдружението Гицко ќе се бори против нелојалната конкуренција и ќе ги застапува интересите на сточарите од цела држава. Во Штип е формирано Сдружение на производители на свињи и свинско месо Гицко. Го сочинуваат собственици на свињарски фарми кои во моментот одгледуваат над 150.000 свињи, односно обезбедуваат половина од потребите со свинско месо во Македонија. За председател на Сдружението Гицко е избран Ефтим Шаклев. Самите производители изразија потреба од да се формира такво сдружение, затоа што видовме спрема претходните активности што ги имаме, дека навистина заедничко делувањето на повеќе луѓе, на повеќе производители има многу поголем ефект отколку поединечно. Пред неколку време имавме многу проблеми. Например, требаше да се намалат царините за увоз на замрзнато свинско месо. Имавме проблеми со некои закони што не беа во наша полза. Собствениците на свињарски фарми очекуваат конечно да почнат да се решават хроничните проблеми со кои се соочуваат подолго време. Тоа е еден голем чекор во делот на самите производители, затоа што првпат организирано сакаме да ги решаваме проблемите кои се во основа се соочуваат свињопроизводителите во Република Македонија. Ова денеска е голем потек за свињопроизводители, значи тука очекуваме да бидат присутни сите производители на свињи во Република Македонија. Значи ова ќе биде потполно непартиско здружение во кое ќе самите членови ќе одлучуваат и да можат да делуваат на територија на Република Македонија. Па онака, ова е добар потек за организирање на овој производителите на свинско месо. Потребно беше за да се формира ова здружение, така да очекуваме сите малце подобро здружување, да ги оствариме нашите цели и проблеми, така е. Седиштето на Гицко е во Штип, а во него во моментот членуваат над 20 одгледувачи на свињи и свинско месо. Прва обврска на здружението ќе биде средување на состојбата со увозот на свинско месо.
Јубилеј неделава славеше и најголемиот производител на кондиторски производи во регионот, компанијата Мак Прогрес Виница. Преку 500 гости присуствуваа на пуштањето на новата производна линија, инвестиција од 4,64 милиони евра. Националниот лидер во кондиторската индустрија Мак Прогрес 2,5-децениското постоење го одбележа со нова производна линија за кекси и тортички, следејќи го трендот кој го бара пазарот, но и врвот на кондиторската технологија. Голем број гости, претежно деловни партнери од повеќе европски земји и лично се уверија во квалитетот на производствениот процес кој секојдневно го креираат околу 500 луѓе. Мак Прогрес денес слави 25 години од своето основање. Во компанијата работат 500 вработени, годишно се произведуваат 13.000 тона кондиторски производи кои се извезуваат на 50 држави. Овој успех е постигнат со трудот на сите вработени и со континуирани инвестиции. На најдобар можен начин ја обележуваме нашата годишница со отварање на нов производен погон и со два нови производни погона и една производна линија во која се вложени 4,5 милиони евра и кои денес во присуство на председателот на Стопанската комора на Македонија, на градоначалниците од Кочани и Виница и целиот менаџмент и гостите од земјава и од странство ќе биде пуштена во употреба. Денес очекуваме да имаме околу 500 гости, наши купувачи, добавувачи, представници на институциите и медиумите од регионов. Инвестицијата споменавте 20 милиони евра за 10 години. Да, последните 10 години се инвестирани околу 20 милиона евра во производство, во инфраструктура и производни линии. Со тоа дојдовме до бројка од преку 300 најразноврсни производи и компанијата ја растеме со 10 до 15% годишно. Менаџментот на компанијата Мак Прогрес е квалитетна потврда дека македонскиот бизнис може да се развива на високо ниво. Мак Прогрес е лидер во кондиторската индустрија во Македонија, најголема компанија со најголем извоз во преку 50 земји. Морам да кажам дека тоа гордост и за Македонија и за Стопанската комора и веројатно за целиот ваш регион. Затоа што со својот динамичен развој во последните години покажа дека и македонскиот производ може да биде пласиран на преку 50 земји, особено на европските пазари кои што се доста пребарливи, кои што бараат висок квалитет, и сето тоа е вистинска потврда. Компанијата Мак Прогрес е основана 1990 година со 100% приватен домашен капитал. Почна како мала семејна трговска фирма, а денес е една од најпрофитабилните и најбрзо растечки компании во Македонија. Над 75% од производството на Мак Прогрес денес се извезува во странство во околу 50 држави во светот. Во текот на својот развој, Мак Прогрес лансираше 5 успешни брендови: Винчини, Армонија, Сончева долина, Винчини Фајнест и Натура. Менаџментот има за цел до 2020 година капацитетот двојно да го зголеми и да се инвестираат нови 20 милиони евра, со што би ја презеле и лидерската улога во Централна и Југоисточна Европа. Од утре започнува 6-тото издание Астиво Джез фестивалот со джез работилница на професорот Тони Китановски, а фестивалот започнува во 21 часот и 30 минути. Астиво Джез фестивалот е поддржан од Министерството за култура и Американската амбасада во Македонија. Првиот ден, 28 ќе започне со работилница која што ќе ја води Тони Китановски. Тој е професор на Музичката академија во Штип при Универзитетот Гоце Делчев и продолжува денот со джез концерт со кој што ќе се отвори фестивалот во 21:30 часот, а тоа е концертот на Open Jazz Quartet и после него следува настапот на MNG Trio. Тој во моментот е еден од најпознатите джезери во нашата држава и веќе досега има одржава неколку концерти, па не сакавме да го изоставиме и Штип во таа негова турнеја низ Македонија. Во однос на вториот ден, концертите исто така ќе започнат во 21:30 часот. Прва група која ќе настапи е Total Jim, додека после него следува Дамир и Мери Трио, значи познат, истакнат музичар во нашата држава кој ќе настапи оваа година на Астиво Джез фестивалот. Последниот ден ќе имаме најпрво во 13 часот една округла маса на тема джез музиката во Македонија и медијатор на таа тркалезна маса ќе биде Љупчо Јолевски.
и вечерта и воопшто целиот фестивал ќе го заокружиме со целовечерен концерт на групата Фолтин група, која е мощно позната во нашата држава. Повеќе од 70 пожарникари го гаснат пожарот кој во саботата пладнево избувна во комплексот на џамијата во Јужен Лондон, во округот Морден. Стихијата локализирана по неколку часови. Причината за пожарот засега не е утврдена, но според последните сознанија огнот не избухнал во самата џамија, како што првично беше соопштено, туку во административниот објект во незината близина. Во моментов пожарот е локализиран. Едно лице е хоспитализирано поради вдишување чад и не му кажана помош. Претходно представник на локалните вести за британските медиуми изјави дека малку е веројатно да станува збор за подметнат пожар. Џамијата, која што е изградена во 2003 година и според нејзината управа е најголемата и во цела Западна Европа, може да прими 10.000 верници. Нејзиното градење чинело 15 милиони фунти. Каталонците денеска гласаат на судбоносни регионални избори. Тие може да ја стават Шпанија во најтешката уставна криза од крајот на диктатурата на Франциско Франко, пренесуваат светските агенции. Анкетите покажуваат дека коалицијата од партии која поддржуваат независноста на Каталонија ќе освои мнозинство во парламентот на ентитетот. Изборите на кои се очекува да гласаат до 5,4 милиони луѓе немаат уставна сила да воспостават самоуправа. Хрватската влада ги отвори за движење сите гранични премини со Србија. Во владиниот профил на Твитер, хрватскиот кабинет објави дека граничните премини Бајаково и Товарник се отворени за сите видови на движења без никакви ограничувања. Почна преминувањето на границата и на камиони, кои веќе неколку дена беа блокирани на српско-хрватската граница. Во 18 часот вчера на пракса е укината блокадата на границата, која беше воведена поради огромниот налив на мигранти од Србија во Хрватска. Само за една недела во земјава пристигна околу 60.000 луѓе. Вчера еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ги повика властите во Белград да ја тргнат блокадата, бидејќи тоа е во интерес на сите земји од Западен Балкан. Денес се одигра редовното 8 коло во првата македонска фудбалска лига. Неинтересно се очекува да биде на надпреварот помеѓу екипите на Вардар и Работнички. Фудбалскиот клуб Прегалница пак на стадионот Никола Мантов во Кочани ќе пречека екипата на Турново. И двете екипи во моментот се наоѓаат на долниот дел од табелата и имаат по 6 бода. Останатите надпревари кои ќе се одиграат денес се Младост Царев Двор против екипата на Шкупи, Металург Скопје против Ренова и Шкендија против Силекс. Сите надпревари се закажани за 15 часот и 30 минути. Денес освен Суперлигата во пинг-понг, во која надпреварите се играат во спортската сала Јордан Мијалков, започнуваат и надпреварите во првата пинг-понгарска лига, во која по низа години ќе настапи и пинг-понгарскиот клуб Кочани, кој избори пласман во наелитното надпреварување кај нас. Најдобрата македонска тенисерка пак Лина Ѓорчевска успеа да триумфира на уште еден фјучерс турнир во игра на двојки, овој пат во бол Хрватска. Ѓорчевска и Маријана Дражик, кои беа втори носителки во мечот за титули, ги добија Менди од Холандија и Јулија од Германија со 2:0 во сетови. Овата 21 годишната македонка е вкупно 25 трофеи во кариерата, поточно 10 во дабл во 2015 година, со што се очекува да забележи нов напредок на ВТА листата. Овде е крајот на ова издание на Дневникот. Гледате неповторно во 20 часот. Имајте пријатно попладне.